владата е подготвена и свесна за овие проблеми и сака да влезе заедно со општините да ги решава проблемите на локалните самоуправи, вклучително и преку АТКОМ да ги решаваме и проблемите на јавните комунални предпријатија. За наредната година, веќе во основниот буџет, кој што е во дебата, определивме 938 милиони за дополнителни пари за школите основни, средни и детските градинки. И најголем дел од тие пари пак се за чистење на долгови. Уште 200 милиони сега со репрограмот ставивме за тие ставки. Децентрализација. Целта е да со едни пари кои што ќе извртат на секаде, на крајот да ги олесниме повеќе од институциите. На школите е проблем, сакат да си платат, немаат пари. Комуналните предпријатија сакат да си платат, врските не можете од јавните институции да наплатат. Така да преку тој механизам ќе се вбризга доста пари на комуналните предпријатија кои што за вас ќе значат да се исплатите колку што можете повеќе обврски. Вториот дел се државните институции кои што директно должат. Дали се министерства, дали се јавни државни предпријатија, акционерски друштва, државни или слични, и тука определуваме големи пари. Буквално секој ден се одобруваат по еден куп репрограми од сето она што им е резерва, да може да го насочуваат на комунални услуги. Кај што стои ставката, целта е да плаќат не само вода и и струја, но еден дел ќе дојде во јавните комунални предпријатија. Имајќи го целото тоа во предвид, се спремаме за стабилизација. И буџетот ни е таков. Сакаме да направиме на стабилизација севкупна. Владата е со амбиент да ги јакне локалните самоуправи.